Дојди, дојди, смири се. Смири се, смири се. Дојди. Дојди, смири се. А, како е? Ти се допаѓа, а? Искрено преубаво чувство, Зарифе, многу убаво. Така? Ти благодарам. Имаш среќа. И конјов те засака. Не се однесувај вака со секој. Така, мило моје? Земеј го ова. Сакаш да пробаш? Дојди. Ајде да одиме да се прошетаме со Ефе, го решивме проблемот. Биди внимателен. Добро. Ајде, ајде. Ајде, Ајде. 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 Ајде, дојди, дојди. Дојди, дојди, дојди. Ајде, ајде, ајде. А? Ајде. Браво, браво. Баш убаво ти оди. До гледање, Зарифе. Гледање. Браво, сине. Абе. Што бораш ти тука? Дојдов да видам лошата карма на брат ми. Види, Саваше, немој да се мешаш, брат, само што го реши проблемот, за кратко и рецептот ќе го добијам. Ајде, оди си од овде, ајде. Да, ќе си одам. Ама види кој има таму. Зари! Како што рекле постарите, урмите што си ги јадал, еден ден ќе те гребат. Абе, срам да ти е, Саваш, не го очекував ова од тебе. Има за се да ти вратам еден ден, ќе видиш дека ќе ти вратам, ќе видиш дека ќе ти вратам. Брат, си знас боре, бе, ало. Ајде да си одиме побрзо, а? Не, морам да го решам јас проблемов со Зейнеп и тоа веднаш да го решам. Еден обожувател ми пише порака. Добро, ајде, покажи ја пораката. Леле, пак истото. Што е сега? Ке поудам. Ја избришал пораката, ја нема. Дали си сигурна дека си добила порака, а? Што сакаш да кажеш, Зарифе? Ефе, ајде од оваа страна. Ајде. Сакаш да кажеш дека сум шизофрен? Не срами се. Плесни ми в лице, ајде, спремна сум, кажи. Добро, добро, смири се, ајде. Добро. Што се случува? Зенеп, добро ли си? Од каде пак ти сега? Бариш каде? Јас сум тука, бариш имал малку работа. Ми рече да ти пренесам, па дојдов. Абе, не ми се верува, што човек си ти? А кој е Бариш? Бариш мене ми е брат, ќе се запознаете, интересен тип. Не верувам дека ќе можам да се забавувам со некој без да го заборавам, Арда. Ке пукна, ми се слушио тој Арда. Жити Бога, заборави го веќе тој Аман. Не разбираш ли дека ме остави без памет? Арда е животно. Големо животно. Само ако го видам тој ќе го убијам на лице место. Ми се лоши од него, да знаеш. Смирете се, бе, девојки. Знам дека околу има еден куп такви мажи. Треба само време и сите еден по еден ќе си изделкаат. И јас така мислам. Тато? Емине. Кирко, што правиш ти тука? Ми беше малку здодевно, па дојде да те видам тебе. Што правиш? Ова... Што? Јас Што де? Дојдов за За што? да дадам риба на тетки на Зенеп. Риба бе, риба. Значи, одиш каде да мерием, а? Господје Меријам, риба. Ви ги донесов најубавите риби од морето. Тато, не претерувај да? Ви благодарам, капетане. Нека ти се позлатат рацете. Веднаш ќе ви донесам пари. Не може така. Овој пат од нас нека бидат. Не велете така, ве молам, не може. Може, господје Меријам. Секако дека може. Простете, имавме малку проблеми дома, немавме време за вас. Овој пат јас честам. Во ред тогаш. Што ме така, кога ќе бидете слободни, ве очекувам на кафе. Секако. Браво, деда Меријам. Но татко ми не пие кафе, знаете. Ајде, деда, сума сигурно направила пита, веќе не чека дома. Ајде, тато. Што ме така, до гледање. До гледање. Тато, не ми се верува, што правиш ти? Без пари ги даде рибите така? Што е бе, ќерко? Зошто да не? Па ние сме еснафи луѓе, нели? Еснафите мора да си помагаат еден на друг. Тоа е златното правило, нели? А види, ти зошто се мешаш во работата на татко ти? Добра, ајде, ама не ти верувам јас, тато. Ајде пред мене. Ајде. Што си? Гледам јас ти што правиш. Ајде, гледај си ти своја работа. Баш имаш среќа, Зарифа.
Израсната си во природна околина. Во право си, јас многу го сакам ова место. Види колку е зелено. Морето личи на море. Дури и животните се поинакви. Ти многу ли сакаш животни? Многу сакам, да. Тие не се како луѓето. Кога сакаат, некои навистина сакаат. Не се дволични, искрени се, такви се. Секако, во право си. Велам дека на вистина го видов Фарда, но никој не ми верува. На вистина не ми верува. Ке се онесвестам. Сега ќе се онесвестам. Ох, Боже. Девојче, нели зборувавме за тоа? Како расипана плоча си, Зено. Добро, добро. Ке треба да одам на снимање, окей? Бај, бај. Што ли кажа сега? Јас не ја разбирам. Навистина се променила. Не беше ваква кога беше мала, што и е? Сигурно се сменила заради Арда, предавникот. Ете го волкот. Каде беше ти досега? Татко ми се јави, па кај него бев. Боже, Боже. А зошто мене не ме побара? Знае татко ми кого да повара, сигурно нема како тебе некој да бара. Слушај, не ме тире да ти кажам. Што е, бе, ајде кажи ми, ајде што е? Што? Доста веќе, ајде. Сакам да прашам нешто, ама никако да ве прашам. Постојано се карате. Што правите? Ајде ќе си одам. Добро, Зарифе. Зарифе, добро си? Зарифе, добро си? Не ми е добро. Чекај, јас прв да прашам. Доста, ајде веќе, др, ајде. Не сакам леко, ко ми е лошо. Не можам да згазнам. Дозволи да те кренам, дај. Вистина, Зошто да ме кренеш? Бегај, ајде. Што ти е? Зарифе, дозволи јас ќе те носам. Бе, остави не ти, ние ќе одиме. Ајде, Зарифе. Добро. Потпри се на мене. Види. Сега добро. Полека. Доста јас ќе зборувам. Молчете, сите нека Дојди молчат. на оваа страна, таму камења има. Кога ќе стасам дома, ќе го намачкам со лек. Ќе помине. Иркан? Како си душа? Цел ден тебе те барам. Никако да те добијам. Мобилниот ти е исклучен. Можеше да ми пишеш. Намерно го исклучив. Немаше да биде изненадување, инаку знаеш. Какво изненадување? Не ти кажувам. Ништо нема да ми кажеш? Добро, велам. Открив едно многу убаво место. Инаку цело утро се трудев велосипедот да си го најдам. Ајде, качи, одиме на шетање. На шетање? Сериозен си? Веднаш ќе се подготвам, ќе земам некој парталче, ќе се пресоблечам. Смири Веднаш се. доаѓам. Во оваа чанта имаме се што ни е потребно. Дори и чадор земав. Ајде. Да, но дозволи ми да ја известам мајка ми, ќе се загрежи и ќе земам нешто ситно со мене. Во ред. Браво, Мухтаре, браво. Со оваа слика направи многу добра работа. Една слика е доволна за 1000 зборувања. Ти кажав, ага, ти кажав да ми веруваш. Мухтар Солу не зборува за бадијала. Нели ти кажав? Ти кажав. Омер, дојди вамо, дојди. Поели, тато? Направи 50 копии од оваа слика. Ајде, синко. Чекај. Не се доволно 50, направи 150 копии. Ајде, Омер, зошто чекаш? Зошто се стаписа, бре, Омер, што е? Зошто се загледа така? Тебе ти велам, навистина си палав, којде оди? Добро, тато. Сега како дека се стаписа детето. Виде како брзо си отиде, виде? Кој би очекувал такво нешто од господја Зарифе? Кој? Никој? Не, остави ги тие работи, Мухтаре. Сите ја познаваме Зарифе. Таа не би сторила такво нешто. Сакаш да кажеш дека големиот Мухтар лаже? Имам доказ, како тапија. Доказ! Зарифе ја стикале додека се шушкала со караванџиите. За кратко, секи излезе на видело. Видија ти, Зарифе, видија. Гази по снека, нема траги, а? Ти навистина веруваш во такво нешто, бе? Господе Боже, не би направила такво нешто. Сакаш ли да се обложим? Ајде, бе. Кој ќе изгуби цела кафеа на ја чести? Цела велиш? Добро, може. Ајде да видиме. Абе, не, јас те му верувам. Ама овој каже дека има докази. Некако се посомнева сега.
Мухтар, народот нормално е дека нема да верува. Мага, велат нека биде тешко, ама нека се дознае. Добро, внимавам. Полека, Зарифе. Добро сум. Добро, полека. Полека. Полека, Зарифе. Добро. Ве измачив, ама добро сум. Сега сум добро. Не изнамачи. Ти поради нас падна. Подобро ќе биде да кажеш дека заради тебе падна Саваш. Слушај му бариш. Слушам, што е, кажи ајде, Што е? Кажи. Добро, доста. Што правите? Не сваќам. Браќа сте ви или непријатели? Не разбирам. Еј, хајде мора да одам, имам работа. Хајде до гледање. До гледање, Зарифе. Хајде, до гледање. До гледање. Птиците си седат на жиците, мамо мори, аман. Да, Суман. Кажи, Керко. Извади го тоа што го имаш на главата. Не ме гледај, извади го тоа од главата, ајде. Зошто се лутиш, Керко? Го најдо во сандакот каде што има стари алишта. Ете, таму беше. Што си фрлила? Работите од сандакот? Да, што имаше? Што имаше внатре? Во тој сандак беа лиштата на мојата покојна мајка, да, Суман. Извади го тоа од главата, ајде. Веднаш извади го тоа. На мајка ми извади го. Извини, Керко, не помислив на тоа. Каде ги фрли работите од сандакот? Ги стави во кеса пред врата. Ќе ги исперам теписите сега, добро? Не ги допирај. 100 пати ти кажав. Ништо немој да допираш. Зошто се плеткаш во наши работи? Правев пролетна генералка, Керко. Се налути? Ти се налутив да доа, Суман. Велам, доста веќе. И јас имам граници до некаде. Ништо да не ти кажувам, бидејќи си во тесно, бидејќи си на гостино, на вистина претеруваш. Дури и шамијата на мајка ми си ја ставила, па... Доста веќе. Не можам да издржам. Не помислив на тоа, Керко. Многу се извинувам. Требаше да помислиш. Си ја ставила шамијата на мајка ми. Таа е моја, на мајка ми. На мајка ми е. Таа е моја. Суман. Ти не треба да бидеш среќна. Зарем е можно да бидам среќна? Зарифе. Керко, што ти е со ногата? Ништо не ми е. Како ништо не ти е? Боже. Да, што е ова сега? Прашајте ја господја Асуман. Господја Суман. Господја Суман, каде одите? Си се враќам дома, господине. Доволно ви бевме товар. Не зборувајте така. Господја Суман, ве молам. Тоа не е вистина. Колку пати да ви кажам, ние сме соседи. Гостино треба да знае докаде му се границите. Сигурно лекот веќе делувал. Добро, брат. Нема да инсистирам, но да знаете дека вие секогаш сте и ќе бидете добре дојдени. Секогаш. Ево ред. Што ме така си одам? Ајде, брат. Си одам. До гледање. Грев ли е да ми чука срцето? И денес толку се изморив. Никако не сум добра. Се надевам дека нема да се разболам. Го погледна во очи, чист како солза, се движи низ мојата крв. Колку сум гладен. Да имаше сега еден пулгур пилав. Влюбена сум, пати ме за рака, кажи да не си одам, помини пред мене. А и полнети пиперки ќе завршат работа. Одгоре со јогурче полиени. Што е тоа љубов, Асуман? Љубовта, Асуман, стои пред тебе. Името на љубовта е Салих. Абе, што сака да каже женава? Зошто ме гледа вака? Кој знае што мисли? Готов сум.
ќе се разболам. Да останев дома кај вас, ќе ви сварев нане со лимун. Но доцна. Довидување, господине Салих. Довидување, мој средно висок љубен, мој бушавко. Влеговме во 10 куќи. Што е ова работа? Но никако да изнајмиме некоја. Видовте, пробавме, но Рустем даде повеќе пари. Што може тука да се прави? Ѓаволот вели да ги фатиш и да ги одереш од кетек. Ама немој. Замолчи го ѓаволот во себе. Не сакам глава да не боли. Асуман, добро си? Да не плачеше? Не, имав нека прашинка во окото. Да, секако. Дојди седни. Седни ке муабетиме. Ајде дојди. Јас си одев на ке дома, но ајде, ке намина малку. Дојди. Не прашувај. Никако да најдеме покрив над главата. Никако. Зарем нема куќа за вас во ова големо село? Не, за жал, не најдовме. Никој не сака да ни ја изнајми куќата. Штом никој не сака да ви изнајми, јас ве поканувам кај мене. Вториот спрат со години е празен. Иако се стари има некој парче мебел. Ке си муабетиме, не сакам кирија. Не може така, господја Асуман. И ти си имаш свој ред и мир. Не може така. Да, нема потреба, ќе средиме. Ќе си најдеме некој место да Асуман. Може. Ве чекам да дојдете. Но тоа е во право. Ни одговора. Зарем ти не сакаш да имаш добронамерна соседка како шефика, а? Ај, секако дека сакам. Хајде тогаш, одлуката е донесена, да одиме. Хајде, каде е Севги? Таа отиде да се види со пријателот. Јас ке известам. Добро, во ред. Повели, тато, готов е. Напи се, ајде. Благодарам, ќерко. Ама ова нема баш убав вкус. Ама тоа е лек, тато. Ајде испи го, ќе се совземеш. Дадо, спреми го ти лекот, ќе го намачкаме, тато. Спремене, ќе го намачкаме пред да легне, така? Среќа што мајка ви вас ве роди. Никогаш нема да се разболам јас, ќерки мој убави. Неба дјела рекле, ќерка да имаш па макар и од калда е. И мајка ви да ги дочекаш овие денови. Тато, ти кога се виде прв пат со мајка ми, а? Ајде кажи. Не прашувај сега такви работи. Секако дека ќе прашувам, бе, дедо. Ајде, тато, кажи. Еден ден, се враќав од риболов, заедно со дедови. Надвор беше многу топло. Многу топло. И застанавме покрај чешмата да се освежиме малку, а дедови запнал да одиме па да одиме. Како да ќе задоцниме некаде, го знаете, дедови. Секако да. Како и да е, само што ќе тргнавме на кај дома, и што да видам еден конј трча на кај нас, трча. Боже, што да видам? И на конјот една убава девојка. Ама преубава, значи. Една долга коса. Ама преубава коса. Имаш едни црвени образи од ветрот. И наеднаш ми штрекна нешто во срцево, како да ми лепна пеперутки. И мајка ви со конјот застана покрај другата чешма. Беше изморена од топлото и му даде вода на конјот. Дедови запна да се одиме, па да се одиме, ајде. А мене не ми се оди. Ама како закован застанав. Нозете ни лево ни десно. се заљуби, нели? Се заљубив, се изгубив. И наеднаш ми се заби нешто во срцето. И мајка ви ме погледна. А имаше стап во раката. Ме погледна така остро. Што ме гледаш, бе ти? Ме праша. Исто како сестра ми. Потоа ми знакаш еден куп лоши работи, не се ни сеќавам. Не се. И она ме бендисала. Подосна ми каже. Ме погледна и јас не ја погледнав. Си се гледавме така. Се додека Јас не сум се родила. А? Велам се додека јас не сум се родила, тато. Види ваму. Зошто зборуваш така? Што сакаш да кажеш? Така е, тато. Да не се родев јас, мама ќе била се уште жива. Да ке си беше со мајка и ти со саканата. Какви глупости трескаш, Емине? Потоа мене ми велите дека сум луда. Ова е полуда од мене. Не зборувај такви работи. Немој така. А? Зарно, нека е.
тато, каде си тргнал ти? Имам работа, не мешај ми се. Добро, каква работа имаш, како да не се мешам? Си се облекол како велеш трумф, каде ќе одиш вако? Салих, синко, зборував со Фадиме. Тие незините браќа неверници повторно ја истепале. Овој пат ќе ја киднапирам Фадиме. И потоа ќе им покажам како се тепа човек. Ке видат тие. Боже, јас ќе полудам, значи. Има ли некој паметот да ми го спаси, Не тато? меша ми се. Дедо, Ке се скарам со тебе, дај. дедо, дедо. Види, ке ти кажем нешто. Изгледа доцна е, а? Подобро ќе биде утре да одиме, а, Емине, што велиш ти? Секако да, доцна е многу сега, утре ќе одиме. Ке ти сварам сега една убава кафенце со кајмак, дидечко, важи? Ајде. И локум со кафето ке ти донесам. Оу, од локумот од ружа, а, Емине? Да, од локумот од ружа. Па нели, имаш локом од ружа, а? Има и за мене, така? Секако дека има, секако. Добро. Добро, што ме така? Ајде, дедо. Ајде. Локум од роза. Ајде, одиме, локум од роза. Ајде, одиме, ајде. Ајде, дедо. Мора да има локум од роза. Осман, што бараме тука? Ти пишувам песни, ти ги давам, но сега навистина претера. Ласкаш како жена. Како жена ласкаш. Ако ме види татко Салих, нема в лице да ме погледне. Како може да те види татко Салих? Веднаш ќе се сокриеш самет, зарем не сакаш да бидам Ти среќен? напишав еден куп песни, но не бев од корис. Што уште да сторам? Овој пат поинаква ќе биде. Мои кадри со фстаци, така ги сака. Малку смешни. Добро де, импровизирај. тогаш кажи и нешто друго. Песна, виц. Добро, навистина не можам да разберам што е работава со тебе. Да можев да зборувам, ќе зборував. Не за џабе те носам тебе. Смисли нешто, јас ќе си одам. Застани. Фрли в камче, застани, не оди. Ма не ми е гајле, Осман. Оди на друга врата. Емине, моје сладко од сливи, што правиш? Не зборувам повеќе со тебе, Осман Ефенди. Нема да те погледнам во лицето. Јас те одбрав за моја жена. Секој ден поминат без тебе пијам помалку отров. Јас те одбрав за моја жена. Секој ден поминат без тебе. Пијам помалку отров, пијам. Веќе сум презаситена од овие зборови. Мојата љубов кон тебе нема никогаш да заврши. Мојата љубов кон тебе никогаш нема да заврши, Емине. Моето срце вечно ќе биде твое. Мојата најголема желба е да го видиш тоа. Мојата љубов е вечно кон тебе. Што е ова? Срцето ми е полно со ракчиња. Горам. Мајко, срцето ми е полно со ракчиња. Што зборуваш, бе ти? Ракче, велам, ракчето ми влезе под панталоните. Велам, ракчето ми влезе под панталоните, ми влезе. Ти си раки, предавник си, ета тоа си ти, Осман. Емине, абе погрешно ме свати. Оди си, ајде. Оди си веќе еднаш. Не сакам повеќе да те видам овде. Осман Ефенди, дали ме слушна ти? Крал на влечугите си ти. Уф. Емине, самет ме изгоре. Јас ке си одам, а вие сместете се. Баш убаво што испадна вака. Јас сум паметна жена. Благодарам. Шина си, со куќа се снајдовме, што ќе правиме со мебелот? Има мебел, Мила? Еве? Има неколку парчиња стар мебел. Зарем сите ќе спиеме на едно кревече? Мила, со години живееме во караван, зарем не? Да. Секако. Шина си, Добро, што да правам? седни и прави листа за мебел, те молам. Многу работи фалат, многу. Ај, премногу фалат, многу. Добро. И, чеда мој, докаде сте со рецептот? Работиме на тоа, тато. Да? Ќе го дознае. Многу наскоро ќе биде, не грижи се за тоа, тато. Значи така. Баш убаво. Ете вака, заглавени ќе останеме во селото. Дознајте ја целата рецепта и да се движиме кон белата светлина. Бела светлина. Ги гледам моиве деца и ја гледам иднината. Овој пат не ќе може да ми избрка мојата море ока. Уште малку остана, Емине.
Уште малку остана, дај Боже. Емине! Добро бе, зарем ти не се разбереш од збор? Колку пати треба да те избркам од под овој прозор? Смири се, ти си причината, поради која што јас живеам, Емине. Дозволи да ти кажам нешто, дозволи, имам изненадување за тебе, а? Дали знаеше? Цело село зборува за ова, Емине. Зарифе не се и најти повеќе. Од каде пак сега ова? Ја искина. Зошто ја искина, Емине? Не е важно од каде е, батали сега тоа. Ете гледаш сега нема пречки за нашиот брак, Емине, тоа е добрата страна. Добрата страна. Ке ти ја скршам тебе јас таа празна глава, знаеш ли? Започнало озборување за сестра ми, да не треба да се радувам за тоа. А јас не помислив така, Емине. Извини, Осман, извини. Да немаш мозок за размислување ти. Господе Боже. За јас да бидам срекна излегле озборување за сестра ми. Ама, Емине. Осман. Веднаш мора да го решим ова пред да дознае татко ми, слушна? Заедно ќе го решиме проблемот, исто како порано. И што ќе правиме, Емине? Не знам. Да сториме нешто додека не слушнал татко ми и ти да молчиш за ова, добро? Разбрали? Завршена работа. И тебе се уште не сум ти простила, Осман. Казнати сме заради твојата несмасност. Откако ќе заврши овој проблем, ти на своја страна, јас на моја. Ама, мила моја... Помалку зборови, повеќе работа, Осман. Помалку зборови. Јас знам како ќе стредам работава, Емине. Ќе трчаш по мене како јагне ќе трчаш. Тато, што правиш ти? Што правам, ќерко? Ти што правиш? Некако си блед, ти застани малку. Чекај малку, ти каде одиш? Имаш температура, каде одиш ти? Боже. Ајде, нема потреба да претеруваш толку. Секако дека има, секако седни ваму. Јас имам само еден татко, знаеш ли ти, јас не можам вака да ти испратам болен на работа да одиш, тато. Ама јас сум добро, бе. Зошто викаш, Емине? Тато сака вака болен да оди на работа, јас му велам да не оди. Сум имал температура и сестрати не ми дозволува да одам на работа. Види, имам или немам? Како ќе платиме ратата од бродчето, а немаме ни пукната пара. Што ќе правиме? Тато, не грижи се за тоа. Ќе најдеме некоја чаре, одмори се малку ти, ајде. Ама, ќерко... Нема ама. Сега те намачкавме со лекот. Треба да ти биде топло. Ајде, легни и одмори се. Ајде... Што е ова? Ќерко, што... Ништо доста, не сакам противење, ајде. Малку подоцна ќе ти сварам еден чај со нане. И со лимон, има да го испиеш. Ете така. Многу ќе ти биде убаво. Боже, извади ми ги влечките, ќерко. Ти никаде нема да одиш, добро? Остани овде, ајде. Не сакам противење. Тато, да знаеш дека ќе се вратам. Да не си мрднал овде. Ме слушна ли? Ајде, те молам, тато, ајде. Добро, но... Што ќе правиме со ратата за бродчето? Емине, јас ќе одам по риба. Не сакам тато да знае за тоа. Нека не се грижи. На риболов? Куќата е во твои раце. Добро, а или работа, ајде. Не грижи се ти за нас, барет. Знаеш што се случи последниот пат кога ми го кажа тоа, така? Да, добе. Не бива сега вака да ми префрлаш за сте нешто, добро? Добро. Ти не заборавај. Не заборавај тато да го намачкаш со лекот. Добро. Ајде, или работа. Добро, ајде. Емине, со голема успешност ја заврши задачата. Сега е ред на агентот Осман 0000. Ау! Зарифе! Осман, не ти е срам да шпионираш туѓа куќа, а? Не, Зарифе, јас никој не шпионирам. Ги разгледував дрвјата и ги барав птиците. Овие дрвја се многу убави и птиците имаат убав живот на нив. Сега ќе те качам на дрво и цел живот ќе пееш како билбилче. Добро, Зарифе, не лути се. Ќе одам на друго место, од таму ќе се истражувам. Ти каде одиш? Ќе одам по риба. Татко ми е болен. Со помин нека татко ти е болен, а ти сама ќе одиш на риболов? Не одам сама, нели самете таму? Да, самете таму. Сакаш да ги видиш птици, имаат многу убав слободен живот. Види. Да видам? Секако. Каде се? Едната те гледа тебе. Каде ме гледа? Енеја таму те гледа, ама... Зошто? Нема ништо таму. Ајде само ме задржуваш без потреба. Зевзек еден. Аман.
Самет! Самет, каде си? Добро, Самет. Твојот капетан татко Салих е болен и лежи во постела. Самета, ти чекаш во бродчето, така? Така? Срамота. Ба не бива така? Велат дека ги скарала двајцата браќа. Не, тие не биле браќа. Не биле од исти родители. Видеа ти, Зарифе, колку срце знаела да изгори. Добро утро. Ајр ли е работа? Што име на овие? Да не полуделе? Бог да чува и да брани. Саваш, брате! Брате Саваш, стани. Брате, смири се, бе, ќе ми умреш тука на раце. Имам многу важна вест за тебе, имам. Зарно нека? Зариф, оди на риболов, оди. Кој дел е важен од таа вест? Така е. Ама татко Салих бил болен и јас му се јавив на Самет. Сами ќе биле во бродчето. Сами? Па сега помислив дека ќе има потреба еден силен и моќен пријател да биде до неја за да ја помогне, нели? Што мислиш ти, а? Браво бе, Осман. Браво бе, Осман. Ова е многу добра вест. Така значи. Така, сакаш сам со Зарифе на бродче да бидеш. Ајде да видиме, Саваш ефенди. Добар ден. Добар ден, здраво. Биваше ли така, Зарифе? Што зборуваш, Бато Хусейн? Имам муштерија, ќе одам во дуќан, чао. Не ми се верува, изгубих цела гајба. Ќе одам јас имам клиенти. Ајде, бај. Ајде, бај. Господе Боже. Добар ден, девојки. Ама. Да не сте полуделе, вие волку рано, што вие на сите? Зарифе, зошто се шеташ вака разголена во село? Зарем не се срамиш? Еве сега пак проблеми. Што кажа? Ајде повтори што кажа. Не, ништо не кажа. Така Рустема ништо не кажа. Не кажа. Молчи бе ти, ајде. Кажи ми што рече, а? Велам за овие. Што е ова? Кој ги сликал овие? Виден е резултатот, а некој го постигнал. Каков резултат? Што сакаш да кажеш со тоа? Тие се мои пријатели. Машала, не ти бил доволен еден пријател, па си фатила уште еден пријател за рака. Да не сакаш да умреш, Мухтара? Не, Зарифе, се шегува, татко ми, се шегува. Така, тато. Молчи бе ти. Велат дека жените озборувале. А вие што правите? Сте седнале како жени дрдер-мрдер, не ви е срам? Додека шеташ со машките не се срамиш. Ние да се срамиме. Онаму каде што нема оган, нема ни чад, господјо Зарифе. Така велиш, Мухтар ефенди. Си седнал на столче и ги лажеш луѓето, така? Толку е лесно тоа? Кажи, толку ли е лесно? Леле, пак ќе ми настрада кафанчево. Возрастни мажи, а? Немаат друга работа и ме озборуваат, така? Не ви е срам? А? Не ли ви е срам, кажете? Ние да се срамиме, ти срами се. Господе Боже, сега ќе експлодира, Зарифе. Срам да ви е. Пут да ви е срам, да се засрамите. Не преврте маси, добро е. Виде! Море! Велам да се воздржам, ама не можам. Слушнете ме. Јас имам чиста совест. Нема потреба никому ништо да објаснувам, јасно? Особено не на луѓе како вас. Ајде сега, продолжете си со зборувањата. Да, вие само си зборувате, а на крај јас на дебелиот крај го излекувам, така ли е? Ова ти се добри денови, господице Зарифе. Уште еден куп работите чека, така да знаеш. Не знам како ја бендисале оваа лудача. Пријателе, судбината ни ја плете, мрежата ни ја плете. Сестра, баш убаво ти текна со питава.
Секако, сестро, ние сме керки на големиот ага, нели? Се надевам дека Саваши бариш ќе ја бендисаат. Дај Боже. Дали слушнавте? Зарифе пак ја растурила кафеаната. Слушнав. Ем се шушка со синовите на караванџиите, им прави проблеми. Ем крива, ем силна. Плаши се од кучето што не лае. Слушате вие ваму. Веднаш да сте ни кажале што се случило со синовите на караванџиите. О, не сте слушнале, цело село слушна. Ај, ние постојано доцнеме со дознавање на овие работи. Ајде Бргу, кажувајте. Што се случило, кажувајте. Измија. Добро. Веднаш кажувајте. Каде замина, Зарифе? Каде замина? Види, Керко, ги превртела масите и тргнала на кај брегот. Илнур, зошто се вкочани? Ајде одиме, сестро. Ќе полудам веќе. А чекај, нели требаше питата да однесеме? Остави ја сега питата. Ке ни отидат мажите. Мора да се пресметаме за тоа. Со кого да се пресметаме? Јас не сакам да се карам со мојот иден маж, сестро. Ај, Господе Боже, ке се пресметаме со Зарифе. Со Зарифе мора да ја покажеме дека не смее да се плетка со нашите мажи. Во право си. Таа не смее веќе да им се доближи во никој случај, сестро. Таа ѓавол со ангелско лице. Сестро, како ангел? Не ме полудувај мене. Леле, сета нервоз од тебе ќе ја извадам. Ајде одиме. Требаше да ги чукнам главите на Рустам и на Мухтарот. Подобро ќе беше така. Сега ќе покажам дека не смее да се претка со нашите мажи. И јас ќе покажам убаво, сестро. Погледни ме ваму ти. Зарем не ти е срам тебе? Зошто да се срамам? Види, сега сум многу напната, немам време за вас. Ајде. Види, ти кокошка немала време за нас. Љубоморна ни е, затоа е ваква. Господе, дај ми трпение. Едно завршува, друго почнува. Ајде, не ме полудувајте. Ај, како ја исплашивме, се види. исплашили, Зарифе? Слушни ваму, од една страна се закачаш со мажите, а од друга страна овде сега се закачаш со нас, па бегаш. Караджали, што очекуваше? Леле, бегај се на главите, ајде. Кажете ми, ајде, кажувајте. Дојди ваму, дојди да те видам, кој тоа се плетка со машки, а? Кој се плетка со машки? Ајде, кажувај, ајде. Кажувај, кој тоа се плетка со машки? Се колнам, ништо не реков ја, Зарифе. Леле, и јас ништо не кажав, се колнам. Мислам дека ти погрешно не разбра сега. Разбирам. Сигурно погрешно сум чула, така? 100%. Дали ти се согласуваш, да? Ве разбирам. Дали уште еднаш ќе ме озборувате? Никогаш нема шанси, Зарифе. Ветуваме дека нема. Држи ја питата, ќе падне полека. Мајко, Да не плачеш, девојче? Малку. Дојди малку, дојди. Дојди, што е, те боли, а? Ај, сестро ме заболе, ај. Дали пак ќе зборуваш така да видам, а? Нема. Не, нема да зборуваме. Па од сега натаму нема да може да се одвоите никогаш. Седнете. Ајде, седнете. Добро е? Ај, Господи, добро е. Добро? Да, добро. Убави ви се фустаните. Благодарам. Ајде, чао. Чао. Сестро, лошо беше ова. Сакам сите да слушнат за случајот со Зарифе, бидете внимателни. Воопшто не кажи сега. И главиот султан ке слушне. Баш така, ќе ти ја дадам душава. Добре ќе биде да ти ги јадам паричките. Бато Сулеман, што правиш? Дојди да поразговараме. Дојди, ела. Не можам, Осман, во џамија ќе одам. Бато Сулеман, има уште време за молитва, дојди малку. Сине, не ме влечи, ме остави ме, види го. Бато Сулеман, те молам, Сулейман, дојди. седни де. Бог да чува, идам. Не натажувај го детето, седни. Седнав, здраво живо. Здраво живо, Бато Сулеман, никако да се видиме како си, добро си, никако да те видиме тебе, никако. Осман, добро ли си ти? Утрово на молитва се видовме. Шишне, немој да тропаш глупости. Бато Сулеман, сакав да те прашам нешто, затоа те повикав. Што мислиш за трачевите кои излегува врска со Зарифе што излегува? Не ти личи вака да зборуваш, Осман, не отворај таа тема. Браво, за тебе, браво. Што можам да мислам, Осман? Не ми личи мене да озборувам. Значи сакаш да кажеш дека е грев да се озборува, дека е грев? Греф е.
Не треба да се зборува за други луѓе без да побараш дозвола од нив. Јас никогаш го немам направено тоа. Не дај Боже. Јас сум љубопитен дали е грев да го слушаш тоа зло, а да не го зборуваш, Бато Сулейман. Да не го зборуваш, нели? Види вамо, има едно правило за ова. Оној што зборува и оној што слуша. Двајцата прават гревови исто како месо од мртовец да јадеш. Мртовец, аман. Ми се случува нешто, аман. Значи, како да јадеш месо од мртовец, нели, Бато Сулейман, нели? Што сакаш да постигнеш, бе? Бато Сулейман, грев е да правиш гревови, така ли е? Види сега, ако го правите тоа за доброто на Зариф, А за какво добро зборувате? Ништо. Па што ако Зариф е девојче од наше село, Сулейман? Велам да одиме кај Салих. Не бива од други да слушне. Види вака, велам да му шепнеш на Салих за доброто на Зарифе. Ќе сториш добрина. не бива да биде мастика во устата на народот. Не бива да се зборува за неа. Гревот е за девојчето. Искрено, во право сте, но тоа е семеен проблем. Не смеам да се мешам таму. Сулейман баба, ми текна нешто, пасторот од муслим баба е кај мене закачен. Велам, дали тоа е против нашата религија да не правам грев некаков? Секако дека ти треба да го сториш тоа, Сулейман. Ако не, ти кој? Ако исторат нешто лошо на нашето девојче, нема да се каеш, Ке се речеш, камо да зборуваше за татко и, така, Кажи са, кажете, ајде, кажете те. Бато Сулейман, кога пиеме вода ни се расипува постот, а кога се биеме пред молитва, греф ли е тоа? Искрено, сега кога така кажа, некако во право си. Сулейман, Салих ако слушне од некој друг лошо ќе му биде. Не бива тоа така. Зариф е девојче од наше село. Ајде. Бато Сулейман, уште нешто ќе те прашам, љубопитен сум. Ептен сум љубопитен. Сипнав една игра од интернет, дали сум сторил греф? Дај престани, не треске глупости, Осман. Најдобро ќе биде да зборувам со капетан Салих, јас, ајде. Ајде, секако зборувај, добрина ке сториш. Само ти продолжи да зборуваш. Ај, Шинаси, ова изгледа е ваше. Не, господја Асуман, не е мое. Шинаси. Кажи ми, каде е нашата листа за мебел? Листа за мебел? Во джеб, мила? Што ме, кај мене веднаш ќе одам по работите. Ајде до гледање. Добар ден, Чичко. Се надевам дека наскоро тато ќе го викаме. Ајде, Боже. Што правите, Кирки? Зошто вака се шетате? Не прашувај да Сума, ние се шетавме и... Наеднаш неочекувано? Се појави ветер и така се сплеткавме ние заедно. Ај, мајко, како да не било ветер, туку ураган. Ниту ураган вака не би направил. Чекај. Полека. Ете. Ај, готово. Ние дојдовме кај госпеѓа шефика да и посакаме добри дојде. Благодарам, повелете. Саваш тука ли е? Бариш овде ли е? Навистина се чудни. Излегува на прошетка, зошто прашувате? Штета. А тетка шефика, се надиваме дека подолго време тука ќе останете во селово, нели? Секако. Дај Боже овде и да ги ожените децата. Секако. Ако тие двајца успеа да најдат девојки кои ќе ги љубат, зошто да не? Се разбира, Милада, во нашето село има еден куп девојки. Асуман, како и да е късмет е тоа. Сега немаме време за тоа. Ќе треба чеиз да спремаме и еден куп трошоци. Значи велите дека чеизот е проблемот? Секако тоа ќе биде олеснително, но велам не се знае за тие работи. Да си одиме сега. Но само што дојдовте. Требаше да поседиме малку, сестро. Сестро, по пат ќе ти раскажам. Тетка, Асуман, татко ни ќе се загрижи за нас. Да те бакнеме, да ти бакнеме рака. Немаше потреба да се бакнуваме. И јас да ме бакнем. Ајде, да ти раскажам сега што ќе правиме. Ај, многу ми е жал за нив. Добро утро, Самет. Добро утро, Бариш. Што навака? Ништо, шетав малку па да наминам дека капетан Салих. Пред малку се јави Осман.
Капетан Салих се разболел. Така значи. И јас одам на кај нив. Може би ќе им бидам од корист. Неки можат сами да се снајдат. Зошто се смееш, се разболел човекот? Искрено ниту јас не знам што да правам. Навистина ми е жал. Ајде ќе одам. До гледање. Трпение, господине Саваш. Да видиме дали ќе ти се допадне ова. Ај, остави ме подалеку од мене. Заради вас еден куп работи ми се случија. Што е сега, Зарифе? Што може? Народот почнал да ме зборува. Кажи ми зашто точно се работи. Не сликале мене, тебе и Бариш, сите заедно. Мухтарот и Рустам Ага ми извадиле муабет. Ме озборуваат, сите. Само толку? Што уште требаше да кажат, а? Ајде оди каде што си тргнал, не сакам да не видат Абе, заедно. кој сака нека не види. Ајде да видам дали ќе може да кажат нешто. А тој што ќе те натажи, ќе треба да се соочи и со мене. А онаа Зарифе што јас ја познавам не се предава лесно. Знам, но ете, без потреба се изнервирав и... Како и да е, одам по риба, добро ќе ми дојде морето. А ако сакаш, ќе дојдам со тебе. Не сакам, можам и сама. Секако можеш, ама дозволи да дојдам јас со тебе. Зошто не сакаш да разбереш? Велам дека сите ќе не озборуваат. И што си запнал сега? Ете, јас и самет ќе средиме работата. Зарно нека е самет. Со помин нека е Зарифе. И јас доаѓам кај вас. Татко Салих бил болен. Да, Емине е со него, да. А не може така. Не ќе може таа сама да се справи со капетан Салих. Тој ми е како татко, знаеш. И јас ќе го посетам. Аман, зошто сме ние тука? Аман. Самет, еј, Самет, ме слушаш ли? Со кого ќе одам сега по риба? Оф, леле. Оф. böyleymiş meğer. Aşk böyleymiş. Hiç kimseden çekmedim, senden çektiğim kadar. Nedir bu böyle? Hala sana doyamadım, seni sevmedim. Да, Меријам, што е? Цел ден запнала по тој Арда па Арда, така се трудела да го заборави, вели. Господи, даде трпение. Зено, Ај, љубовта ми е тука, дојди да танцуваме, душо моја. Добро, Ајде. Доста веќе, доста. Што правиш? Зено, што правиш? Колабираше мојот нервен систем, затоа сум ваква. Не те разбирам. Зошто си ваква? Зборувај да те разберам, ајде. Ептен ми е лошо, Зари. Зошто правиш вака? А? Зено, сите ги натажуваш. Погледни ја тетка ти. Пропаднала за 2 дена. Ах, Зарифе. Јас сега на вистина не можам да се справам со неа. Арда па Арда, ете, жива ме изеде. Погрижи се за неа, те молам, ајде. Секако, ќе се погрежам, ама треба да одам по риби. На риболов. Што? Риболов? Мојот животен тренер ми кажа дека ловењето на големи риби било како терапија, Зари, те молам. Не прави така со устата, ќе те шлапнам. На што личи тоа? Добро, ајде, дојди, ајде. Ај, супер. Добро, нека дојде, ајде. Со другарката ќе одиме по риби. Чао, тето, чао. Дедо, ти треба ли нешто? Ништо не ми треба. Го прашале волкот зошто има дебел врат. Рекол дека сам си ја завршувал целата работа. Топката е кај тебе, Шинаси. Зарно нека е чичко Шинаси. Самет, синко, со кого зборуваш?
Со чичко шина си? Со кој? Шина си? Вчера вечер сум заспал на лежалката, ме боли половината. Го боли половината? Леле, господе, човекот се стуткал како некој јагне. Олека бе, смирете се, јас ке го исправам него. Хајде, кажи. Ме боли, ќе останам ваков. Кине си, господине, нели ти кажав дека ќе ти се случат лоши работи, ако сакаш да го знаеш рецептот на лекот. Господе Боже, никако не успеа да го дознаеш тоа, но имаш среќа. Да го дознаеше, досега ќе лежеше болен в постела и тоа со пелени меѓу нозете. Да ми дадеш од лекот, немаше да дојдам ваков тука. Имате ли од лекот? Може би добро ќе ми дојде на половината. Види го, лекот го бара. Имаш ондека малку. Черко, донеси го. Добро, Како е дедо. капетан Салих, дедо? Добро, прво овој да го правиме. Види го, 20 стои на носе. Дај му го на Еве, батушина си. Намачкај си убава половината. Ако сакаш, може и сама да те намачка. Можам да ти помогнам. Не, шефика ќе ме намачка. Ајде, сега сите по дома, сите да се одите дома, ајде. Ајде, оди си дома, ајде. Самет ти остана со тие во рацете, земи ги керко кесите од кај Самет. Не, јас ќе ги носам, да не се изморува Емина. Баш добро се снајдов. Баш добро глумев. Лагата беше, но навистина ме фати половината. Излетна ми проколна дедо Халил. Господе, само да ја завршам работата, се колнам, никогаш повеќе нема да те лажам. Саваш, отврзи го јажето. Добро, капетане. Зарифе! Застани, врати се, стои! Што е сега, зошто викаш? Како можеш ова да ми го направиш, бе, Зарифе? Што сум сторила, што сум ти сторила? Врати се, ќе разговараме, ајде, Ало, врати се! ти се разбираш ли од збор, бе? Ајде, губи се. Ти не се меше бедоста! Зарифе, врати се, нозад ќе влечам! Колку до Истанбул? 13 лири. Черките на Рустем Ага? Да, черка му ги купила. Сега сватив. Добро, прекрасно. Веднаш истоварете ги на вториот спрат. Брзо, дојдете тука. Соберете се, ајде, дојдете. Има ли некој таму? Хусеин, има ли? Синко, доближи се. Дедо Халил, што правиш таму горе? Јашар, брате, зошто седиш таму, бе? Дојди, маму. Немој, не полудувај, тешка ти е главата, ќе паднеш долу. Не грижи се, јас сам ќе скокнам сега долу. Ај, немој бе, дедо Халил, не го прави тоа, еј! Дедо Зарифе! Што е сега? Чичко Салих, дедо Халил го носи кај Фадиме. Брзо, одиме. Брзо. Зарифе! Да, среди ги рибите, добро? Добро те познавам, Саваш. Разбираш? Сигурно си ми љубоморен, така? Ти љубоморам. Брате, дај не ме смеј. Се чудам како може толку бујна фантазија да имаш. Па штом не си ми љубоморен, зошто се плеткаш со Зејнеп, ненормалната, објасни ми?